Поротник на боледување, обвинети доцна донесени од притвор, нема кој да пушта бомби, отсуство на сведоци или вештак. Ова се дел од причините кои ја зголемија стапката на одложени судења за предметите на СЈО месецов. Во пресрет на судската ферија, денеска е последниот ден со закажано судење на календарот на СЈО. Статистиката на коалицијата Сите за правично судење, кои ги наблюдуваат овие предмети во судница, покажува дека половина од предметите не се одржале. Многу подобар не е соодносот ниту за претходниот месец, кога 17 рочишта се одржале, а 10 се одложиле. 15 наспроти 15 е состојбата за мај, за разлика од првите месеци од годината, кога процентот на одложени рочишта според статистиката на коалицијата е под 30%. Зголемувањето на бројот на одложени рочишта се поклопува со одложувањето на Законот за јавно обвинителство со кој што се решава статусот на СЈО. Првично беше најавуван до крајот на април, но како власта и опозицијата запнаа во преговорите, роковите почна да се поместуваат. Последно опозицијата најави дека на маса ќе стави нов закон за разгледување, а од Правда денеска потврдуваат дека останува суштинската разлика, а тоа е продолжување на почнатите истраги на СЈО. Но освен тоа, каква ќе биде судбината на предметите отворени по јули 2017 и кој ќе го предведи СЈО по септември, кога истекува мандатот на Катица Јанева, еден од предизвиците се старите предмети. Во октомври застарува делото на екс-премиерот Никола Груевски во предметот траекторија за кинеските автопати. Нему му се суди во отсуство, а правниците се скептични дека дотогаш може да заврши и со правостепена пресуда и со правоосилна апелација. Од кривичен велат дека имаат закажано 6 рочишта во септември и октомври. Предметот е во фаза на доказна постапка, а судот не може да прејудицира кога ќе заврши предметот со оглед дека мора да се изведе обемниот доказен материјал и да се сослушаат предложените сведоци од страна на обвинителството. Што се однесува до евентуалното застарување, судот секогаш по службена должност или по предлог на странките внимава на рокот на застарување. Траекторија започна со судење во декември 2017, а сега се уште е во фаза кога СЈО изведува докази, пошто ќе треба и одбраната.